Замислете си едно 18-годишно момче како излегува од овие порти, домот за деца без родители 11 октомври во Скопје. Замислете дека оваа институција, останатите деца внатре, воспитувачите, биле неговиот дом, неговото семејство цели 15 години. Ивица Јаневски бил сместен тука кога имал само 3 години и е едно од оние деца без родители кои останале сами без своја вина. Топлината и атмосферата на оваа институција, во која ги доживеал сите своји моменти на растење и зрелост, сега треба да ги замени неизвестноста на самостојниот живот. Изгледа се многу жално што е во еден момент го напушташ домото ти, нели имаш јадење, спиење, сите ти работи, нели учење, школа и сите твои потреби што ти требаат се у домот, значи. После испагањето домот на син ти автоматски не знаеш што се случува, не си испагаш кога десиш човек што не знае светот каков е. Дали тева работа, што работа бараш, какви проблеми те чекат у виднина. Останав на улица, мислам, една година немав каде, мислам, кој испанав во домот немав каде да идам, се останав така чудо невидено ти, бев разоцаран од животот, мислам ти државата ме соблала од улица, ме остава на улица. Ивица сега има 29 години. Неговите сведоштва за ова издание на емисијата Живот се од пред 10 години. Ти кој испагаш од домот ти дава 20.000 денари, од тие 20.000 денари дали можеш да си платиш ни една килија, кај те јадењето, кај те да си одиш на хигиена, облека, чорапи, нели сите тие работи, а после работа немав, значи тоа државата нити наваѓа се работа како сега што наваѓат, нели новите години што идат. Навагат са работа, нели дава 3000 евра и плюс 26 години стан што ти плаќа државата. Сега е маса подобро, ама моите години кои беше вистина жадносно на тие деца што испадна на овие улици од домот. Во меѓувреме многу работи се променија на подобро. Сега децата што ги напуштаат домовите или згрижувачките семејства имаат можност до 26 години да живеат во станови кои ги делат со неколкумина своји поранешни другари од домот. Сумата што сега ја добиваат е драстично поголема од 20.000 што ги добил Ивица. Сега таа сума што ја добиваат како еднократна помош изнесува 180.000 денари или приближно 3.000 евра. Неопходна е поддршката од страна на државата. Неопходна е од причина што прво тие реално не осетиле никогаш топлината, реалната топлина на семејството, реалното внимание и воспитание од страна на нивните родители и нормално да се очекува од страна на државата и на институциите надлежни за грижа за тие деца да се обезбеди, да се потрудиме да обезбедиме минимум заштита, минимум услови кои што им се на нив неопходни за нормално функционирање и непречено развивање во животот. Децата без родители, односно младинците од оваа категорија, се исклучително задоволни од овие промени, но велат дека се уште има простор за промени, особено во оној дел на психолошки и социјални подготовки за самостоен живот. Бидејќи децата добиваат една почетна капсула парична, со законот што е 2006, мисля, че не знам кога е точно донесен, да примаат по 3.000 евра кога ќе напуштат установата, ако нивниот престој бил подолг од 5 години. Значи, со тие пари, центарот е тој кој што со решение се добиваат, па ги префрлаат на име на децата. Значи, со тие пари се настојува да се најде по идеално сместување за детето. Значи, има средства со кои што може. И сега има различни примери. Некогаш децата сакаат да се ги потрошат тие пари за себе, не се грижат да се сместат во стан, мислам. Тука може да се јави проблем. Знаете, не се решава се со 6-месечна психосоцијална подготовка на децата пред заминување од установата, треба да се работи во континуитет. Посебно во тој период на пубертет, тие години на средно училиште се многу значајни во правилниот развој на овие деца. Доволно подготвени за самостоен живот. Немаат вештини, знаења кои ќе им помогнат да се справат со сите предизвици кога ќе го напуштат прагот како детски дом или згрижувачко семејство. Не се доволно квалификувани за да на пазарот на труда бидат соодветно прифатени од бизнис, социјално одговорни компании. И покрај тоа што им се обезбедува покрив над главата со одреден символичен надомест на средствата, тие не се корисници, односно носители на станарско право и
подложи се и понатаму на можност злоупотреби и манипулации. Јас не велам дека совршено функционира системот. Системот има многу работи кои што треба да се докоригираат, но мислам дека најбитно е да се започне да се реализираат системски прашањата и доколку започнеме со системско решавање на прашањата, можеме да постигнеме ефекти. Јас лично сум многу среќен на решението кое што стапува на сила од оваа година практично, од 2011 година, меѓутоа оваа година за прв пат ќе користат стипендии, односно можност за достудирање, односно за факултетско образование и за постдипломски студии на државните универзитети со поддршка од 18.000 денари месечно, што е пристојна поддршка на ниво на држава за деца кои што не се стамбено обезбедени, и тоа го поврзуваме со прашањето за стамбеното обезбедување или доделувањето на станови за деца без родители, затоа што пак на тоа дете кое што му е доделен стан и тоа не се исклучува од поддршката, но му се намалува за 50%. Така да, генерално се работи на едно системско поддржување на овие деца во процесот на нивното образование. Иако околностите од тогаш, заради обезбедените станови до 26 годишна возраст и многу поголемата еднократна помош, се сосема поинакви од оние кога Ивица заминал од домот, сеќавањата на Ивица на неговото соочување со животот укажуваат на неопходноста од усовршување на подготвителниот период. Како изгледаше тој прв ден? Каде ја помина првата ноќ кога излезе од дом? Првата ноќ кога испанав во тој дом, баш се секам многу, оти кога испанав на овој дом, ова, бев така осамен, се на мала тобиска, да сам малиста, едно 5-6 листа, и испанав така, и останав, не знам кај да идам, ми текна оти да идам да падам негде кај да се сместам или да видам у некој поддом да се сместам, да ми биде потопло. И спиев на улица, автоматски на згради у поддом и спиев по коли кај што беа скрцани коли, таму се стуткав и се легнам да заспиам, барем да поминам ноќта. Не сум јадал по една недела, што се вика, една недела нема да јадам. Ќе отидам, ќе просам нешто или имам и тие насени што сум и разбивал некојаш. Луѓе кола да скрциш, да земеш нешто пала 200-300 денари да се прехраниш, да најдеш живота на си. И такви случаи имаше што се случува тие проблеми. Но ти не се впусти во такво нешто? Не се пусти во ти, срцето не ми дава да крадам, срцето не ми дава да убивам. Оти таков човек бев од мал да го слушам моето срце и не треба да бидам идиот. Со нашите соговорници разговараме токму за тој подготвителен период, за искуствата што досега се добиени, како и за можностите за усовршување на постапките и програмите за што понетрауматично напуштање и впуштање во самостоен живот на децата без родители. Не можеме ние да веруваме, јас лично како човек, прво не верувам дека 6 месеци период е доволен период за да се направи доволна психосоцијална подготовка за било кој човек, за да нешто во кое што тој треба да влезе понатака без поддршка на која што бил навикнат еден подолг период, без разлика дали е тоа институционална или семејна поддршка. Мислам дека тој период и процес мора да биде малку подолг и да има еден процес на долготраен континуитет, затоа што само на тој начин можеме да го постигнеме вистинскиот ефект. Во оваа насока ние како државни институции полагаме многу на подготвителниот период. Меѓутоа не е доволно и јас верувам во тоа дека ќе ги доразвиеме тие методологии како на овие деца да им се помогне. Оваа година имаме 6 матуранти. За 5 веќе тројца ќе студираат најдени стамбени станови, меѓутоа еве за едно дете се уште не е средено и се уште е тука. Значи не секогаш важи дека 6 месеци стрикно мора. И ние се наоѓаме некако, еве јас како раководител на ваква установа, дали е во ред детето сега да се каже оди си, бидејќи му завршува престојот по сите законски основи, а не е се уште најдено сместување, нели? Тогаш и ние како луѓе се наоѓаме во една непријатна ситуација, го кршиме законот од една страна, а од друга страна треба да бидеме оштри и строги кон детето, но тука сме либерални, мислам даваме простор некој зимо е додека помине зимото до и лани преклани имало деца што останувале и до март тука, додека не им се најде сместување.
во изминатиот период пред неполни 2 месеци со СОС Детското село Македонија потпишавме еден меморандум за соработка во кој што СОС Детското село практично врз основа на нивните програми за работа кои што се интернационално прифатени на ниво на СОС Киндердорф ќе дава поддршка на нашето министерство токму во насока и токму во насока на подготовка и токму за овие 6 месеци да се интензивира типот на подготовката на децата, заради тоа што се покажа дека голем дел од нивните програми се практично применливи во голем дел од земјите во Европа, а фактот дека проблемот со подготовката на децата е ист во сите земји, е ист, затоа што дете без родители не е ништо поразлично дали е во Германија, Австрија или е дете без родители во Македонија. Де факто тоа дете нема родители. Меѓутоа проблемот е како ќе му се пристапи на тоа дете во неговата поддршка за самостоен живот и мислам дека оваа поддршка која што ние ќе ја добиваме во следниот период од СОС Детското село Македонија ќе ни биде од огромно значење и од огромна корист, затоа што искуствата кои што се имплементирани во дел од овие европски земји ќе почнеме директно да ги преточуваме во Македонија. Колку побрзо овие постапки ќе се усовршат, толку подобро. Во меѓувреме остануваат стравот од неизвестноста, траумите, незнаењето, неинформираноста. Тоа честопати ги изложува децата на ризици. Имаме сведоштва од неколку штитеници низ разни форми, и форум театар, и во разговор со нив, дека трпеле насилство во згрижувачки семејства и во институции каде што биле згрижени и дека многу тешко се справуваат со фактот дека кога ќе наполнат 18 години едноставно никој не води грижа за нив, односно не се под строг, би рекол, мониторинг и надзор над институциите, затоа што едноставно тие не се, како што ќе нагласам, спремни за самостоен живот. Многу треба да се работи со нив додека се во згрижувачки семејства, посебно згрижувачки семејства кои имаат високи етички и морални вредности и стандарди за да прифатат згрижат дете, не само заради материјален добит. И мислам дека треба да се работи во институциите не само за подигање на знаењата на децата од аспект на правата на децата, од аспект на превенција, од ХИВ, од злоупотреба на психотропски субстанци, дрога. Во тој период нашето искуство покажува дека децата стануваат понервозни, напнати во тие 6 месеци веќе кога е таа подготовка дека треба да се напушти установата и всушност основно е стравот. Стравот како сега надвор во оваа средина ќе се снајдам сам, треба да отпочнам сам, да се грижам за себе, нели да стварам своја покукнина и токму тој страв ги прави напнати, нервозни, исплашени. Имаше ли некој момент кога почувствува дека можеби нема излез, дека можеби не знае што ќе правиш? Дали се најде некојаш пред некој ќорцокак и дека... Имав, нели, кажуват, имам, значи таа година дена, јас кај што идев на овој студ, на ова време, идев тие нацини што више мозоком иде се, како више немам надеж, како треба да се убиеш или да си го земеш животот, или да убиеш некој да му земеш пали нешто. Такви работи у мозокот ностоп, секој божи ден, кога се станам сабаља, кај што спијам под крупа или негде, или на улица, кај било да спиев, јас утре сабаља кога се станам, да се станам, што понатаков со мене, што утре дента се јадам, каков ми е мојот живот, дали јас се најам работа, дали мојата диплома ми се важи, мојата диплома уште не се важи, дали јас таа диплома некој ќе ми ја признае. Значи, автоматски бев како осамен у овој свет, како одделен од светот. Ние можеме 24 сати да ги следиме, да им даваме, ако да речем се фокусираме и да им даваме известна поддршка. Но доколку кај соодветното дете без родители и родителска грижа не постои волја да ги слушне советите целосно од она што ние сакаме да му ги дадеме во однос на неговото правилно интегрирање во општеството и правилно искористување конечно на тие средства кои што му ги дава државата како поддршка, ние во тој случај нема да го имаме успехот кој што го очекуваме. Јас сум задоволен од работата на центрите. Не велам дека се совршени, може и подобро, може и повеќе, меѓутоа неопходна е соработка и од другата страна. Тие и покрај добивањето на тие средства од страна на државата бараат самите да имаат надзор, не само како ги трошат, туку и како понатаму живеат. Значи, апелирајќи од нивна страна за надзор, дали тоа ќе бидат центрите социјална работа или поранешните старатели,
укажуваат на тоа дека не се доволно сигурни во себе дека можат да се справат со сите предизвици како ќе го напуштат прагот наречен дом, згрижувачко семејство. И тука навистина мора да се посвети доволно внимание, а исто така пате мислам дека треба дополнително да ги сензибилизираме работодавачите, дека не е доволно само да им се обезбеди вработување, туку и тие треба на некој начин да им помогнат во нивниот натамошен раст и развој, да ги следат се со намера, како што ќе кажем, да не се доведат во ситуација на ризично однесување или да се движат во ризични групи. Освен работата на усмерување, информирање и подготовка на децата без родители и родителска грижа, во последните 6 месеци од нивниот живот во домовите и згрижувачките семејства, досегашните искуства од овие активности, како и искуствата на младинците што веќе живеат самостојно, покажуваат дека на овој план се навистина неопходни промени. Тие може би треба да почнат и уште порано. Кој ти помогна најмногу да се навикнеш полесно да ти бидат тие први периоди? Па една воспитачка. Така. Со другарките брзо се сближи? Да, брзо се сближив. Имам една другарка од 7 стан, најдобра ми е Ангела и Александра, добри другарки. Така. И тие помагаат кога сте овде дома? Да, се помагаме од еден на друг. Например, ева кој се случи нешто на неа, ја помагам или на мене. Сега си 8 одделение, така? И полека ќе почнеш, оваа година ќе завршиш и потоа ќе почнеш да одиш во средно училиште. Да. Размислуваш каде ќе се запишеш? Размислам. Така. Имаш донесена одлука или не? Треба уште да донесам. Да. Многу рано. Рано, така. Дали со другарките, со вашите блиски, со другарчињата тука, зборувате за тоа, за вашата иднина, што ќе правите кога ќе... Па, зборуваме, значи, ја и од сега планирам кој ќе искочам, лели средно кој ќе завршам веќе четврта, после факултет да се запишам, па добра работа не следи станче, како што прават. Како што им прават на другите што им прават. А зашто токму тоа? Зашто пејачка? Зашто... Па, ме бива за да пејам. Аха. И тоа. Не бива за да пејам и да играм чекори, да правам. Знаеш дека има музичка академија и дека таму може да се учи пеење и дека има балетски факултет за балет и тоа си размислувала за такво нешто? Не, за балетски факултет. Не ме бива. А за пеење? Да. Може би ќе студираш такво нешто, музички факултет за музички уметности? Па може. Да. Ќе видиме понатака како ќе. И овој разговор со ДЖМ од Домот 11 октомври ги потврдува сознанијата дека е неопходна понавремена подготовка на децата за самостоен живот. Се разбира, како и за секое друго дете, не треба да им се забрануваат соновите и мечтите, но сепак треба да им се укаже дека животот после домот не е како што го гледаат на телевизија или преку интернет. Ивица со таа сурова вистина се соочил кога веќе го напуштил домот, но сепак постојано се охрабрувал и ја потикнувал својата надеж. Јас имав надеж само едно нешто. Се молев у Господ, не си идев у црква, се молев у Господ, еден ден Господ ќе ми даде тоа што ми следува, да имам живот, да имам семејство, да си имам дом, кој што велов оти некој, дали ќе биде министер или оце му текне оти овие деца, не треба да ги остат на улица, не треба да ги заборават, туку да напротив, да му помогнат на овие деца. Да му речат, чекај, ние татко и мајка од оваа држава за нас, татко и мајка, ако нема кој, државата е нас татко. И треба да ги реши сите наси проблеми. Како стамбено прашање, така и работа и живот да имаме као семејство, као секој човек што сака да. Не да ги гледат као деца без родители, туку да ги гледат како еднакви сите луѓе што имаат право во оваа мала татковина Македонија. Него го знам оддамна, јас дека како мал го знам као бебе во домот и многу други ги знам. Јас како председател бев бивши председател на домот едно време. Го водев домот, така се водеше. Мораше да има председател на домот. И ги знам сите кој како е и какова проблематика. Ама нас не се погоди тогаш, го земавме Ивица и многу луѓе, најдовме поголема куќа во кисела вода, кај што имаше повеќе соби, кај што може да се сместат, например. Ние дека сме тројца браќа сите по една соба, имавме уште една соба каде што може уште двајца тројца да спијат таму. И доваѓаа кај нас не само вака да и помагаме и на преспирување некои за вечер, за 2 вечери, 3 вечери. И такво и нас како на
менталитетот на мене, мислам мене и на браќата. Ние многу пари сме им давале, па не ни ги враќале, па ништо. И не се ни лутиме за тоа. Маријан е еден од оние штитеници на Домот 11 октомври кои успеа да завршат факултет. Имам запознано исто девојче кое е исто бившо, мислам, бивши домец, од Домот излезено. Последниве 4 години од децава од Домот кога ќе излегуват, Американ коледж и некои факултети од држава приватниве се понудија да ги стипендираат, да може да имат поголемо образование при работа, после полесно да најдат. Девојчето го замоли 2-3 пати, му спомна да може да разговара со директорката што е Венера на Американ коледж за да ми помогне да ми излезе у сусетот и немам доволно средства за да можам да се финансирам, за да можам да завршам факултет. Дека не ми е токава, немам доволно пари, мала ми е платата мене кај што работам. И она ми излезе, госпоѓата ми излезе у сусет, ми рече да дојдам утре дента, да можам да почнам да студирам, уште утре дента. И така бев први вонреден студент и на работа и на студирање малку потешко ми идеше. Отпосле ја замолив да ме префалат на, дека е со стипендија, па ја замолив да ме префалат на редовен студент. И после со колегите на работа се менјав, одев се втора смена, а на факултет одев од сабале од 8 сат до 1 сат на како редовен студент. И така го завршив. Неговото искуство да се стекне со високо образование на правниот факултет на Американскиот коледж на катедрата за политички науки е резултат на неговата лична иницијатива и на помошта на коледжот и неговата другарка која го поттикнала на ова. Но од пред една година, владата на Република Македонија, односно Министерството за труд и социјална политика, заедно со Министерството за образование, уведоа програма за стипендирање на децата без родители и родителска грижа, доколку тие се упишат на некој од јавните универзитети во земјата. Сакам да го изразам моето лично задоволство, заради тоа што најголем дел, ако не и сите од децата без родители кои што имаат завршено факултет, веќе работат на соодветни работни места, дел од нив се веќе сериозни државни службеници, во неколку министерства имаме на многу високи позиции и мислам дека тој пример треба да биде мотив за сите други дечиња кои што во моментов се згрижени во нашите установи или во згрижувачките семејства, да го следат тој пример, затоа што инвестирањето во образованието нивно од нив самите зависи. Ние како држава ќе им ги овозможиме и веќе овозможуваме поголем дел од условите. Но една работа и една порака од мене до нив е дека нема подобро нешто од заокружување на целокупниот образовен систем и дека само на тој начин ќе бидат навистина конкурентни, ќе добијат навистина соодветни работни места кои што понатака во животот ќе им се ефектуираат на нив во исклучително позитивна смисла. Со оглед на тоа што оваа програма стартуваше минатата година, останува да се види на каков одглас ќе најде кај децата штитеници од домовите и во згрижувачките семејства. Секако треба да се работи на нивно информирање и поттикнување. Она што останува како нешто што треба да се промени во образованието на овие деца е средното образование. Не секој од нив ќе се запише на факултет. Една од слабостите на која укажуваат младите без родители е дека за време на нивните престои во домовите или во згрижувачките семејства не се стекнуваат со соодветно и конкурентно средно образование и со професии за пазарот на трудот. Затоа или тешко се вработуваат или се вработуваат на места со најнизок социјален статус. И ние го диагностициравме конечно истото, бидејќи правилното нивно насочување за нив е подобро. Нивното стручно способување во однос на она што е конкурентна работна сила на пазарот на труд за нив е многу подобро. Јас очекувам во следниот период да во најмала рака се доведеме во ситуација на можност за избор со нормално сугестии кон самите деца, за да не излезе контролирано етатистички вие мора таму да се запишувате и не знам да учите по тие струки, но ќе се работи на тоа да на нив им се објасни во тој процес, во тој период на нивно запишување и во средно и во високо образование, дека конкретната гранка е многу поконкурентна и полесно понатака ќе најдат работа, за разлика од некои други општи образованија кои што потоа ќе им создадат дополнителни проблеми. Многу е
полезно за државата доколку инвестира во нивното образование и истакнува неколку такви успешни позитивни примери за да ги поттикне останатите деца кои се згрижени во згрижувачки семејства или во институции како што се СОС детско село или пак детски дом 11 октомври, да ги поттикне младите кои се без родители и родителска грижа, а институциите им се нивни старатели, да максимално вложат во нивното образование и навистина да бидат прифатени од работодавачите не заради емпатија и социјална несигурност, односно изразување на својата социјална одговорност како бизнисмени, туку затоа што навистина се вредни, достојни да бидат вработени и самите ќе понатаму ќе водат грижа за себе. Она што треба да се истакне е дека во последните 2-3 години се направија и други поместувања на подобро што се однесува до екзистенцијалните прашања на децата без родители во периодот кога се впуштаат во самостоен живот. Едно од тие поместувања се и поволностите со кои се стекнуваат тие во решавањето на стамбеното прашање. Јас сум многу доволен за ова што го постигнавме сега, сите, јас борам во името на сите деца без родители, сме постигнали многу нешта, понатака треба да се постигнуваат, школување, факултет, децата да може да полагат кола, ние немаме тие средства, некој мора да ги поттукне и да му помогне на овие деца да најдат работа полесно, да најдат домување што по тие што испаѓаат децата без родители од домот, да најдат што по сместување на вакви станови и велам ти понатака државата многу ќе помогне на овие деца без родители. Единствено што е најубаво што направиле за децата што ни дадува станови. Како прво не верував дека ќе добијат станови деца во дом, али базеси на премиерот си стои на збор и како што каже дека ќе даде за деца 80 стана од тие згради и така испана по него. Ивица и Маријан се наши сограѓани кои по ништо не се разликуваат од било кој од нас. Она што е нивно искуство е што потешко и со поголеми искушенија го искусуваат животот. Но затоа пак, нивните фантазии се исти како и на мнозинството од нас на нивна возраст. Мојата фантазија е да си напам семејство, да си имам жена, деца или фамилија, да овој стан што го имам, што ми го даде државата и понатака да можам да си го имам и да си го откупам, ако даде државата, дај Боже, тоа е до нив, не е до нас, и дај Боже да може една за секојаш да се реши стамбеното прашање на секој дете без родители. Кој да е, дали дете од дом е, дали дете на улица е, или дете без мајка и татко што останал, самохрајна мајка што го чувала, и тој да добие дом како ние што добиваме. Сите деца што се на улица да добијат ваков дом кој што му е потребен понатака во животот, да имат фамилија и семејство. Уште не сум женет, тоа ме во план да се женам, али први сакам да пробам да видам дали ќе можам да напредам барем едно или две места погоре од службата, да можам да излегувам на крај.